Веќе 3 години Банката за храна заедно со своите партнери го реализира ВСС ефект проектот кој што поддржан од Европската унија и одлучивме дека дел на заради ковид ситуацијата не одржуваме семинари, трибини и тркализни маси. Тие средства по барање наше ни ги одобрија да набавиме прехранбени пакети, санитетски средства, гелови за дезинфекција и заштитни маски. Во таа акција ни поддржува и CBF Македонија, имаме представник тука, и Civica Mobilitas. Најголемиот дел секако од Европската унија и ние одлучивме да во 20 општини споделиме по 80 прехранбени пакети, санитетски средства, односно средства за дезинфекција на крајните корисници. Вчера бевме во Штип, во Неготино Ковадарци, денеска сме Велес и Штип, утре Свети Николе Куманово, што значи дека до крајот на месецов, почетокот на наредниот, ќе посетиме 20 општини во Македонија. Тоа е една од, ја викам, можеби најголемите акции на скромна организација како што е нашата, да изреализира еден ваков, да речеме една ваква акција или еден ваков проект. Сепак пандемијата си го направи своето, оваа помош се надам дека барем малце ќе им го олесни некој ден секојдневието на луѓето кои што навистина имаат мака од истото. Што планирате да работите во нивни, дали планирате некакви слични проекти? Клучни проекти. Банката за храна само по себе е клучен проект. Да. Веќе 10 години сме во етерот на ова. Над 1500 храна собрани и поделена до крајни корисници. Нашата цел е да вишокот храна кој што се појавува во општеството, целиот тој вишок да се стави во функција на крајните корисници. Апсурдно е, можеби не е до толку, меѓутоа во Законот за социјална заштита ваквата услуга помош во храна на крајните корисници не е предвидено. Значи имаме поле за работа и понатака. Во мината година драфтиравме еден закон, бевме дел од работната група, закон за донирање на вишок храна, кој што на некој начин ќе ги обврзе и ги регулира во врските на операторите со храна, тој вишок храна да заврши до крајните корисници преку одреден систем кој што нормално сите заедно треба да го изградиме. Така, колку хуманитарни пакети денеска ќе се поделат во Велес? Значи 80 пакети, секој пакет тежи околу 16,7 килограми, средства за дезинфекција за раце и заштитни маски за по 4 текстилни заштитни маски за самите корисници. Бизнес единицата ви е главен партнер, па како успевате да убедите за континуирано да ви помага во целиот овој процес? Да, ние имаме перманентна поддршка, последните 3-4 години можам да кажам дека во одредени моменти пријателите знаат дека дури сме одбили донации, бидејќи навистина ја препознаа идејата заедништвото кој што го имаме и со House of Hope тука во Велес или со други организации, дека навистина таа помош што доделуваат од страна на компаниите како донација завршува во прави раце. Тоа не можеме да кажеме за себе. Држиме до тој кодекс дека транспарентност и отчетноста е пред се наш образ и огледало за тоа што го работиме во општеството.